Почитувани граѓани, изминаа 2 години од пуштањето во употреба на учебниците преполни со грешки, а владата не презеде ништо да ги санира последиците кај еден од најголемите скандали во македонското образование. Во тек е првото полугодие на уште една учебна година, но за Министерството за образование не е проблем годината за заврши со истите фалични учебници. Да се подсетиме дека пред 2 години наставниците и професорите имаа забелешки дека речиси сите учебници од 1 до 8 оделение се преполни со грешки. Од министерот тогашен беа ангажирани супер ревизори кои наводно требаше да дадат независни рецензии во рок од 1 месец, но нивните рецензии министерот до ден денешен 2 години и 2 месеци подоцна ги нема објавени. Истражувањата покажаа дека се работи за избор на партиски, нестручни и несоодветни кадри, па дури и недипломирани наставници за членови на Државната комисија за учебници, за избор на несоодветни рецензенти кои немаат оформено високо образование. Се пронајдоа огромен број грешки, не само печатни, туку и концептуални, грешки во терминологија и граматика, па се до погрешни дефиниции, податоци и невистинити факти. И покрај негодувањата и критиките на стручната јавност, поради недозволивите пропусти, како што беше, например, вметнувањето на имињата од естрадата меѓу заслужните културно-историски дејци, тенденциозните податоци за албанците, националистички инсинуации, дискриминаторски алузии и промашени лекции, никој не превзеде одговорност за ова. Очигледно партиските и бизнис интересите во учебникарството на владеачката партија биле поважни од образованието. 2 години подоцна, единствена промена што се случи е седнувањето на сестраниот Тодоров на друга министерска фотелја. За жал, ниту наследникот во Министерството за образование господинот Панче Кралев не ги превзема неопходните чекори за расчистување на хаосот во учебникарството, кој го заокружи директорката на Бирото за развој на образованието со минатонеделната изјава, според која сите учебници се со слаб квалитет и ние немаме кадар кој може да напише квалитетен учебник, затоа сме принудени да одиме кон преведување на учебници. Тоа во суштина значи продолжување на скапата пракса за неквалитетни преводи на учебници и постојано потценување на нашите граѓани. Заради се ова, Советот за образование и наука при СДСМ бара од министерот за образование да се повлечат овие учебници од употреба и да се прекине со штетата што овие учебници ја направија на генерациите што ги користат истите. Второ, освен тоа, Советот за образование и наука бара од Министерството за образование да престанат притисоците врз наставниот кадар, врз учениците и родителите и заплашувањето со екстерното тестирање што директно влие на квалитетот на образовниот процес. И конечно, Советот бара да се прекине со импровизациите во образованието и да им се помогне на наставниците да го подобрат квалитетот на наставниот процес.